Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Маратонци и колеги со многу емоции и адреналин. Попладнето ја истрчаа меморијалната планинска трка во Македонска Каменица во чест на 50-тиот роден ден на загинатиот бранител Миле Јаневски Џингар. 50-тината учесници прво се собраа во родната куќа на Џингар во планинското село Костиндол и оттаму поминаа патека долга 10 километри до неговиот споменик во центарот на Македонска Каменица. Маратонците ги испрати семејството на Јаневски Џингар, со селаните, но и неговите колеги од единицата Волци, каде како припадник го загуби животот во Тетовско Вејце во конфликтот во 2001 година. Случајот сакаше токму неговиот соборец и колега Игор Јакимовски од Скопје да стигне прв на целта. За Јакимовски посебна чест и инспирација е што трчаше за Џингар, за кого рече дека бил војник во душа и срце, не само на зборови и на дело. Јунаците како него одат на првата линија и го положи животот, рече Јакимовски. За кого? За Џингар! Секојаш и секаде први македонски борци! Не, се трчаше, воедно се трчаше и под емоции, и тоа е тоа. Што да кажам? Многу во Македонија велат за кого се боревте и тие самите не знаат. Затоа што, за жал, така дојде днешното време да многу наши роднини, пријатели, почитувачи на нашето животно дело го се запрашаат тоа. Меѓутоа, верувајте дека ние да се боревме за Македонија и ќе продолжиме да се бориме. Оние кои што останавме да живееме, да го чуваме нивниот лик, нивното животно тело. Тоа ни е света задача за нас. Да продолжиме понатака по тој нивен пат, нивен завет што го ставија на нас. И јас ве уверувам и ги уверувам сите наши сограѓани, сите патриоти, верници, дека Македонија не е се во животот и во срцето. Ќе продолжиме и понатака. И јас со особена чест денеска трчав во чест на Џингар, ќе продолжам да трчам и понатака и ова ќе биде за мене животна традиција. И благодарам на Македонска Каменица, на семејството и на сите вас кои што сте дел од оваа меморијална трка и да продолжиме сите заедно за да го сочуваме нивниот лик, животно дело и се што има поставено за Македонија. Кажете ми само за Џингар, каков човек беше? Џингар беше прекрасна личност. Тој беше човек кој што беше вистински војник во душа, во срце, во се. Не само на зборови, туку и на дело. Затоа и го снајде тоа што го снајде. Затоа што јунаците секојаш одат на првата борбена линија. Имавме многумина среќа што ги преживеавме тие борбени действија и што носиме животни лузни. Меѓутоа некои како него го положија животот, всушност и нашата заклета беше таква да ако треба и животот ќе го положи на Македонија. Вие останувате ли активен во полиците? Секако, до моето пензионирање останувам посветен и заколнат во мојата армија. Трчаа млади и стари, мажи и жени, сите со некоја своја кауза или инспирација. Меѓу маратонците прва жена која пристигна на целта беше Валентина Узунова од Богданци, која секоја своја трка ја трча за болните со пулмонална хипертензија. Узунова секој ноември организира меморијална трка по чест на својата блиска пријателка Ѓургица Каева, која почина на само една недела пред закажаното пресадување на белите дробови. Валентина Узунова, мајка на 3 деца, веќе 5 години секој ден, рано наутро претрчува најмалку 10 километри или околу 100 километри неделно, поминувајќи ја трасата меѓу Богданци и Дојран. Честитки, вие сте првата дама која што успеа да влезе на финишот. Кажете ни како се викате, од каде сте? Валентина Узунова, инаку сум од Богданци, атлетски клуб 7 ноември Гевгелија, член сум. Јас сум маратонец за повеќе години, инаку трчам 21 година, а активна сум 5 години по маратони. Повеќе трчам трейл трки и така. Напорно ли е? Па за мене не. Беше малку, ама за мене не. Мислам нормално. Трейл трка, нормално, тоа е. Интересно, имате доста добра, убава природа, интересно место и така. Често ли учествувате на маратони? Често. Често учествувам јас. Мислам скоро, во еден месец сигурно имам по најмалце 2 трки. Пред 3 недели учествував на Пелистер, ултра, 45 км, бев трета во женска категорија, па така да имам доста усвоено место.
Инаку треба ли многу тренинзи, напорно? Да, значи ако сакаш да се занимаваш со овој спорт, со атлетика, посебно треба тренинзи. Треба тренинзи скоро секој ден, пауза правиш само еден ден. Инаку јас сум професија книговодител, мајка сум на 3 деца, значи станувам секој ден во 4 часот наутро за да трчам, одам на работа, си идам, па правам други тренинзи и така. Колку време дневно трчате? Па од 10 километри зависи, значи секој ден најмалку 10 километри трчам. Зависи кој тренинг е. Ако спремиш ултра 30 километра најмалку треба да трчиш. Полумаратон до 15 километри таа недела. Неделно трчам 70 до 100 километра. Зависи кој маратон ми е наред. Одам до Доиран, во Гданци Доиран, па се враќам назад. А инаку секој пат редовно ми е ге-авто, значи ке правам таму други тренинзи. За Гевгелија трчам, на Кожув трчам и така. Има ли услови за тренинзи? Ако сакаш ти, може секаде да створиш услови, само ако имаш голема воля, ако го саки спортот. Например, јас многу го сакам овој спорт и секаде да створувам услови. И каде да одам, јас прво гледам каде има патека за да трчам. Значи тоа е број 1. Кој јас трчам за болните, за пулмонална хипертензија. Почнав за моја пријателка Јургица Кјаева, она е сега почината и со моето трчање, значи ме пласират на интернационалната телевизија и им помагат сите, им праќат лекови за овие болни. Доста е скапа терапијата за нив, а кај нас има доста деца болни. Па така да јас кога усвојувам места, сум многу среќна, знам оти ќе имат лекови децата, тоа ми е број 1. Друго ништо. И секој пат трчам за нив. А за оваа трка посебна чест ми е на мене, заради тоа што исто јас правам трка за Ѓургица, за да трчи во чест на некој е привилегија. На крајот на секој ноември ја правам. И прва трка ни беше од Струмица до Гевгелија, втората трка Валанда во Гевгелија и претходната година ради корона само 21 километри изтрчавме тројца. Ништо повеќе така. Маратонци од цела Македонија и од градот домаќин Македонска Каменица учествуваа во меморијалната трка. Горан Ристовски е организатор на оваа трка што се одржа за прв пат, која како што рече очекува да стане традиционална секоја година во чест на роденденот на бранителот Џингар. Оваа трка е организирана во чест на Миле Јановски Џингар и е организирана по повод 50 години од неговото раѓање. Трката започнува од место кој што е роден во Мало Ума, село Костиндол и завршува пред неговиот споменик во паркот на борците во нашиот град. Трката е организирана со цел да прерасне во традиционална трка која што ќе се одржува секоја година на овој ден. Ние како организатори планираме трката да биде традиционална и се надевам дека од година во година ќе имаме што поголем број на атлетичари кои што ќе земат учество во трката. До сега имаме пријавено надпреварувачи од Скопје, од членови на атлетскиот клуб Вардар, работнички, десетина и повеќе членови на атлетски клубови од Велес, Штип, Крива Паланка, Кочани, Делчево, како и од Македонска Каменица, млади и спортисти кои што зема учество во самата трка. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам на сите помагатели на трката и на самите учесници, со надеж дека следната година и ние и оните постигнат уште подобри резултати. Бранителот Миле Јановски Џингар е роден во село Костиндол, Македонска Каменица, на 24 јули 1971 година. Син на скромно семејство на мајката Душка и таткото Бранко, Миле со својата сопруга и синот единец го привлече униформата на македонската армија, како водник во баталјонот за специјални намени Волци, во служба на безбедносните сили во одбрана на територијалниот интегритет на земјата. Загинува кај Вејце Тетовско на 28 април 2001 година. Миле Јановски Џингар посмртно е одликуван со медал за храброст од председателот на Македонија. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk